Почитувана колечке Марковска, доколку било кој ви го гледа говорот, а при тоа се занимава дали со психологија, дали има искуство во проценка на карактер на човек и фацијална експресија, начинот на кој што го започнавте говорот ви беше дека сме имале пандемија пред 3 години, дека сме имале друга криза, трета криза, дека сме имале војна во Украина и така натаму, што кога така ќе започнете еден говор, се гледа дека и самата знаете дека состојбите во општеството не се такви, какви што ги се обидува СДСМ да ги представи преку своите апологети и во институциите и помеѓу граѓаните. И тоа е добро да еден пратеник го започне говорот дека работата во Република Македонија е тешка и не ја бива. Второ, зборувавте за енергетската криза, дека 80% од струјата се субвенционира кај граѓаните. Тоа е последица. Пратеник разговара за причините. Зошто е тоа така? Пратеник ги поставува прашањата зошто имаме преполовено производство на електрична енергија. Пратеник поставува прашање до директорот, иако е од неговата политичка партија, зошто ги манипулираш граѓаните цело лето дека сите блокови ќе работат, дека се ќе биде без застој и дека се ќе биде во ред и дека сите ремонти се направени во рамки на енергетскиот сектор во Македонија. Единствено што е направено е тоа што парите на граѓаните се потрошени, а трите блокови и 100% капацитет не работат. Ама вие зборувате за последиците, а не за причините. И ова собрание треба да зборува за последиците, а не за причините. Потоа зборувавте за тоа дека сте усогласиле со швајцарците, со Швајцарија, така било во Швајцарија законот за пензии. Со ова почитувана колешке Марковска. За оние што знаат, а верувајте дека граѓаните знаат што се случува и знаат сите пензионери дека само го вративте во употреба истиот закон за усогласување на пензии од ВМРО ДПМН, вие практично ВМРО ДПМН го споредите со Швајцарија. И тоа е вистина, за вас ВМРО ДПМН е Швајцарија. И добро е вака што индиректно самото ќе си го признаете. И на крај, велите вака, оваа година ќе имаме 800 милиони капитални. Зошто да ви веруваме, ако сите изминати години сте имаме помеѓу 200 и 200...